Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со обработка на беседата на гората. Денес ќе завршиме со проучување на глава 6 и ќе продолжиме со глава 7. Минатиот пат спомнав дека би сакал да кажам уште збор 2 за Исусовите поуки поврзани со богатството, како што се парите и други материјални добра, и каков треба да биде ставот на христијанинот кон нив. Многумина сметаат дека парите се тема за која никогаш не треба да се разговара во црквата, бидејќи христијаните треба да зборуваат само за духовни нешта. Но, од друга страна, Господ Исус зборувал за парите. Беседата на гората е говор кој, според мене, треба да се толкува во контекст на идното Божјо царство, кое ќе биде воспоставено на земјата. Преку овој говор, царот всушност го објавува својот манифест. Секој што тврди дека го има Господ Исус за спасител и цар, треба да обрне внимание на овие негови зборови. Но, тука повторно морам да напоменам дека беседата не ни е дадена со цел да си ја поставиме како животен стандард што можеме да го исполниме во своји сили. Без силата на Христос, ние не можеме да живееме според овие зборови. Во овие стихови, Господ Исус зборува за одредени начини на размислување и однесување, но дури и да успееме да живееме според неговите зборови, сето тоа ќе биде беззначајно доколку не го правиме со правилен став на срцето. Токму затоа, една од главните теми на беседата е нашиот однос со Бог, кој се случува во внатрешноста, во срцето, но ја менува и нашата надворешност, односно ни помага да правиме праведни дела. Како што видовме предходно, давањето милостина е праведно дело, но Христос не повикува да го правиме тоа тајно, а не за да бидеме видени. Давањето милостина треба да биде помеѓу нас и Бог. Истото се однесува и на молитвата. Најефективните молитви се оние што ги кажуваме во тајност. Се разбира, тоа не значи дека јавните молитви се погрешни, но мора да бидеме свесни дека на Бог му е важен ставот на срцето, а не местото каде што се молиме или бројот на луѓе што не слушаат како се молиме. Во глава 6 Господ Исус зборува и за постењето како духовна практика, која треба да се применува во тајност. Постењето има голема вредност, во тоа сум сигурен, но не доколку се врши јавно. Единствениот што треба да знае за твојот пост е Бог. Парите се еден од најреалните тестови за нашиот меѓусебен однос со Бог. Парите можат да станат твојот Бог. Денарот и еврото се богови на кои многумина се поклонуваат. А апостолот Павле во едно од посланијата вели дека лакомоста е грев. Затоа, ние не треба да натрупуваме богатства на земјата. Наместо тоа, јас сметам дека е подобро ако ги вложуваме своите пари во Господовата работа. И правејќи го тоа, ние всушност ќе си насобираме богатство на небесата. Тоа е начинот на кој можеме да имаме вечно богатство. Ако привременото го вложуваме во активности и служби што ќе имаат влијание врз вечноста. Материјалните богатства се темата што се обработува на крајот од глава 6. Господ Исус објаснува каков треба да биде нашиот однос кон нив. Стих 26. Погледнете ги птиците небески. Тие ни сеат, ни жнеат, ниту во амбар собираат, но вашиот небесен Отец ги храни. Зар не сте вие многу поскапи од нив? Голем број луѓе имаат погрешно разбирање за овие зборови.
и не би сакал и вие да сте како нив. Птиците небесни не можат да сеат, жнеат или да собираат во амбар, но ние луѓето можеме да го правиме тоа. Господ Исус не повикува да бидеме мрзеливи и да чекаме храната да ни падне од небо. Поентата што сака да ни ја долови е дека треба да му веруваме на Бог, тој да се грижи за нас. Но, се разбира, тоа не значи дека можеме да седиме со скрстени раце. Бог ни дал здрав разум и тој здрав разум ни кажува дека е потребно да работиме. Ако сме трудолюбиви, Бог никогаш нема да не остави без тоа што ни е потребно. Тоа што е важно да го запомниме е дека не треба овие нешта да ни бидат бреме низ животот. Например, слушнете што пишува во стих 28. Зошто се грижите и за облеката? Погледнете ги полските кринови како растат. Не се трудат, ниту предат. Размислете за момент за начинот на кој луѓето и пристапуваат на облеката. Колку ли само време трошат на неа? Сигурен сум дека вие мажите што сте во брак, барем еднаш во животот сте слушнале како вашата сопруга ви вели: не можам да одам на тој настан. Немам соодветен фустан. А можеби и самите вие некогаш сте помислиле: не можам да одам на тој настан. Немам соодветен костум за таква пригода. Но Господ Исус вели: погледнете ги полските кринови. Тие воопшто не се трудат, а сепак Небесниот Отец ги облекува во најубави бои. Не велам дека треба да бидеме немарни во однос на тоа како се облекуваме, но тоа што сакам да го нагласам е дека овие нешта не треба да ни бидат бреме. Добро е да се облекуваме убаво, но тоа да не биде нашиот главен фокус во животот. Навистина, некогаш е добро и корисно да застанеме за момент и да ги погледнеме цвеќињата. Гледајќи ги нив и размислувајќи за нив во контекст на овие стихови, ќе сватиме дека нема потреба да се грижиме. Стихови 28 и 29. Зошто се грижите и за облеката? Погледнете ги полските кринови како растат. Не се трудат, ниту предат, но ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече така како еден од нив. Бог ги облекува тревата и полските цвеќиња, кои денес се тука, а утре ги нема. Ако се грижи за тревата, Бог може да се грижи и за тебе. Стихови 30 до 33. Па ако полската трева, што денес ја има, а утре во оган се фрла, Бог така ја облекува, а колку повеќе ќе стори за вас маловерни. Па затоа, не грижете се и не говорете што да јадеме или што да пиеме, или во што да се облечеме, зашто сето тоа го бараат незнабожците, а вашиот Отец Небесен знае дека за сето ова имате потреба. Но барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придодаде. Бог може да се погрижи за се што ти треба. Токму затоа нема потреба да се грижиме за нештата кои ни се потребни за живот. Нашето животно мото треба да бидат зборовите: барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придодаде. Како што Бог се грижи за цвеќињата и птиците, така ќе се погрижи и за тебе. Но тој бара да го ставиш неговото царство на прво место во својот живот. Стих 34. И затоа, немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доволна е неговата неволја. Некој рекол дека денешниот ден е денот за кој вчера сме се грижеле и јадосувале. Зарем не е тоа вистина за многумина од нас? Доаѓаме до глава 7.
Ова е последна глава посветена на беседата на гората, во која се обработуваат меѓусебните односи помеѓу оние што му припаѓаат на царството. Во стих 1 вели: не судете за да не бидете судени. Ова е дефинитивно еден од најзлоупотребуваните стихови од беседата на гората. Сакам накратко да разјаснам кое е неговото значење. Господ Исус не сака да каже дека не смееме да расудуваме, или пак кога ќе видиме како некој прави нешто лошо, дека не смееме тоа дело да го осудиме како зло. Неговата поента е да ни каже дека не смееме да си дозволиме да ги судиме мотивите на другите луѓе, бидејќи немаме увид во состојбата на нивното срце. Ние можеме да го видиме само надворешното дело и врз основа на се што тој ни кажал да процениме дали делото е добро или зло, а што се однесува до судот за мотивите, тоа е негова работа, бидејќи само Бог ги познава срцата на луѓето. Стих 2. Зашто со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. Со други зборови, ако твојот суд кон другите е остар, немој да очекуваш дека нивниот третман, а и Божиот третман кон тебе ќе бидат поинакви. Јас познавам неколку луѓе што се такви. За нив често се вели: не обрнувај внимание на неговите зборови. Тој никогаш не знае да каже нешто добро или позитивно. Таквите луѓе ќе го добијат истиот третман што им го даваат на другите. Стих 3. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а гредата во своето око не ја чувствуваш? Сите ние имаме некакви карактерни недостатоци. Навистина е безсмислено и лицемерно да ги судиме другите за нивните, ако при тоа ние имаме слични или посериозни недостатоци. Тоа е поентата на стихот со раската и гредата во окото. Како можеш да ги учиш другите, ако самиот ти не сакаш да бидеш поучен? Господ Исус вели: немаш право да го правиш тоа. Стихови 4 и 5. Или како ќе му кажеш на твојот брат: чекај да ти ја извадам раската од окото, кога во твоето око има греда? Лицемере, извади ја прво гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на твојот брат. Како што можете да забележите, во овие стихови се обработува нашиот однос кон поведението на другите луѓе. Господ Исус сака да се пазиме од суд кон мотивите на другите, но истовремено и да размислиме за своите дела. Понатаму во оваа глава ди вели дека другите ќе ги препознаеме по нивните плодови. Глава 7, стих 16. Познатиот доктор Джеймс Макджинли го има тоа објаснето со следните зборови: јас не сум судија, но сум инспектор за плодови. Во стих 6 Господ Исус не предупредува да бидеме внимателни во нашиот пристап кон другите луѓе. Слушнете што вели тој: светото не давајте им го на кучињата и не фрлајте си го бисерот пред свињите, за да не го изгазат со своите нозе и да се вратат и да ве раскинат. Кој е значењето на зборовите кучиња и свињи во овој стих? Што мисли Господ Исус кога вели дека не треба да им го даваме светото на кучињата, ниту пак бисерот пред свињите? Поентата е дека треба да расудуваме и да знаеме пред кои луѓе да споделуваме духовни вистини, а пред кои луѓе да молчиме. Дозволете ми да објаснам со еден пример. Се сеќавам на еден мој пријател
кој беше член на законодавното тело во Тенеси. Тој беше тежок алкохоличар, но по некое време поверува во Христос и животот му се промени. Од време на време, кога се сретнувам со него, се подсетувам колку голема промена направи Господ во неговиот живот. Со оглед на тоа што во минатиот живот беше алкохоличар, неговата сопруга го остави и во тоа време животот му беше за никаде. Но, откако поверува во Христос, тој си го врати животот во нормала. Некои од неговите колеги во законодавниот дом го знаеа како алкохоличар, но исто така и слушнаа дека престанал со пиење поради верата во Господ. Еден ден, за време на работен состанок, некој од неговите колеги сакал да се шегува на негова сметка и рекол: "Предлагам да слушнеме една проповед од страна на нашиот ѓакон." Сите се насмеале. Мојот пријател станал и возвратил со иста мера, велејки: "Се извинувам, но немам што да кажам. Мојот Господ ми кажа да не ги фрлам бисерите пред свињите." И си седнал. Од тој момент, ниту еден колега не се осмелил да се шегува со неговата вера. Има луѓе пред кои нема поента да зборуваме за верата. Тоа е исто како да фрламе бисери пред свињи. Во стихови 7 и 8 се обработува молитвата. Еве што пишува: "Посакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори, зашто секој што моли добива, и кој бара наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори." Мое лично верување е дека покрај другото, овие зборови се однесуваат на нашите меѓусебни односи со другите луѓе. Често сретнуваме нови луѓе и не знаеме какви се, кои се нивните намери, како да се поставиме кон нив. Дали припаѓаат во групата на луѓе пред кои не треба да го фрламе светото и бисерите и слично. Кога излегувам од дома, многу често му се молам на Бог и барам од Него, доколку запознаам нови луѓе, да ми даде мудрост за да знам како да им пристапам. На некој од нив можеби ќе им е потребна мојата помош, на други мојот совет, на трети мојата милост, а од некои пак ќе треба да се пазам, бидејќи можат да ми забијат нож во грб. Тоа ми се има случувано во животот. Кога само би имал време да ви раскажувам колку често и на какви начини сум добивал нож во грб, би се изненадиле. Например, апостолот Павле знаеше дека Ананија и Сапфира го лажат, но јас изгледа дека ја немам таа способност. Денес ја немаме духовната проникливост што првите христијани ја уживаа. Всушност, мислам дека тоа е дар и дека сепак некои луѓе го поседуваат, а меѓу нив е и мојата сопруга. Низ годините ме предупреди за да бидам внимателен со некои луѓе, иако други луѓе ме советувале да бидам отворен кон нив и да им помогнам. На крај таа секогаш беше во право. Нејзиното расудување е добро, многу подобро од моето. Може би жените се попроникливи во однос на овие нешта од мажите. Сметам дека треба да се молиме за ова. Кога ќе запознаеш некоја личност, дали одиш во молитва пред Бог за да бараш мудрост како да се однесуваш кон неа? Моето искуство вели дека тоа е добар пристап кон новите пријателства. Продолжуваме со читање. Стихови 10 и 11. Има ли меѓу вас човек кој, ако му посака неговиот син леп, ќе му даде камен, или кога ќе посака риба, ќе му даде змија? И така, ако вие кои сте лоши, умеете да им давате на своите чеда добри дарови, колку ли повеќе вашиот Отец Небесен ќе им даде добра на оние што му бараат.
Во следниот стих ни е дадено познатото златно правило. Слушнете како гласи тоа. Стих 12. Се она што сакате да ви прават луѓето, правете им го и вие, зашто тоа е законот и пророците. Да речеме дека денес Бог поставува некоја личност во твојот живот. Како треба да се однесуваш кон неа? Прво, не треба да ја судиш. Второ, треба да знаеш дали е од оние за кои Исус вели дека се како кучиња и свињи, односно луѓе што не ги ценат духовните богатства. Но, преку златното правило, дознаваме дека со сите луѓе треба да се однесуваме онака како што би сакале тие да се однесуваат кон нас. Овој духовен принцип е многу лесен за разбирање, но тежок за живеење. Кога би се воделе според него, светот би изгледал многу поинаку. Потоа Исус вели: влезете низ тесната врата, зашто широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст, и мнозина минуваат низ нив. А тесни се вратите и тесен е патот што водат кон животот, и малкумина ги наоѓаат. Обидете се во главата да си ја замислите сликата што Исус ја представува преку своите зборови. Од една страна имате широк пат, по кој луѓето одат со леснотија и се чини дека им е забавно. Од друга страна има и тесен пат, по кој одат многу помалку луѓе, и тоа со голема внимателност. Но широкиот пат води кон смртта, уништувањето и пеколот. Тесниот пат е оној на кој се наоѓа Христос. Тој е патот, вистината и животот. Луѓето што одат по тој пат се оние за кои Исус рече: дојдов за да им дадам живот во изобилие. Евангелие според Јован, глава 10, стих 10. Условно кажано, колку повеќе чекорите со вера во него, толку патот станува поширок. Во глава 47 од книгата на пророкот Езекиел читаме за река што извира од престолот, која на почетокот изгледа како мал извор, но на крајот се претвора во цел океан. Тоа е символичен опис на животот со Бог. Секој ден е подобар и поблагословен. Стихови 15 и 16. Пазете се од лажните пророци, кои доаѓаат во овча кожа, а одвнатре се волци грабливи. По нивните плодови ќе ги познаете. Се бере ли грозје од трње или смокви од чичка? Господ Исус ни вели да се пазиме од лажните пророци. Ова се однесува како на личниот, така и на црковниот контекст. Тоа се луѓе што се прикажуваат како овци, но всушност се волци. Како ќе знаеме кои се лажни пророци? Стих 20. И така, по нивните плодови ќе ги познаете. Овој стих не се однесува само на другите луѓе, туку и на самите нас. Плодовите во нашиот живот се тие што ни кажуваат каде на вистина ни е срцето, дали во Бог или во светот. Стих 22. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме? И зар во Твое име демони не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда правевме? Денес по светот се јавија голем број на чудотворци. Некој можеби ќе рече за нив: со оглед на тоа што прават чуда, Бог е сигурно со нив. Мојот одговор е: дали сте сигурни? Чудотворството не е доказ за побожност. Исус рече: и тогаш јас ќе им кажам: никогаш не сум ве познавал. Бегајте од мене, вие што правите незаконски дела. И така, секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој си изградил
куќа на камен. Господ Исус е најдобрата основа врз која можеме да ги положиме нашите животи. Никој друг и ништо друго не е толку сигурно како Него. Секој што со вера ќе му пристапи и ќе живее според Неговите зборови, ќе носи добар и праведен плод. Тој плод не можеме самите ние да го произведеме, туку само Светиот Дух може да го стори тоа во, но и преку нас. Кога живееме со вера во Христовите зборови, нашите животи изгледаат како куќа изградена врз карпа. Но има луѓе чии животи изгледаат како куќи изградени врз песок. Тоа се оние што ги слушаат Неговите зборови, но сепак се водат според својата мудрост, разум и расудување. Реалноста е дека кога тогаш во животот ќе се соочиме со бури. Само оној живот што е изграден врз зборовите на Христос ќе може да ја издржи бурата. Матеј ја завршува оваа глава со зборовите, зашто тој ги поучуваше како оној кој има власт, а не како книжниците. Господ Исус беше таков учител. Тој зборуваше со власт и авторитет. Зборовите што ги кажуваше беа Божји зборови, кои му беа дадени од Небесниот Татко. Ние христијаните треба да го следиме Неговиот пример и да бидеме свесни дека сме повикани со другите да го споделиме тоа што Небесниот Татко ни го дал како мудрост во Светото Писмо. Нашата порака е Евангелието. Тоа е радосна вест за спасение. Тоа е порака која прво треба да ја искусиме, па потоа да ја пренесеме. Драги пријатели, како што можевте да забележите во последните неколку епизоди, беседата на гората е прекрасен говор од Светото Писмо. Не треба да го занемаруваме, ниту пак да велиме дека нема примена за нас денес. Секој што сериозно им пристапува на овие зборови, ќе го пронајде Бога во и преку нив. Секој од нас гради куќа, односно го гради својот живот. Моето прашање за тебе е: која е основата врз која го градиш својот живот? Дали е тоа Христос? Дали се тоа твоите добри дела или пак можеби имаш некој друг спасител? Се друго, освен Христос, е основа што може да се спореди со песок и нема да ги издржи бурите на животот. Се надевам дека преку овие поуки од беседата на гората ја свативте вашата потреба од Христос и дека без одолговлекување ќе почнете да го следите. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.